На Рамис Мерко му се стемни од напразно фрлените 110.000 евра за осветлување на Дримот, откако обвинителството поднесе кривична пријава против него. Пропаднаа парите кои Струшкиот градоначалник ги потроши за подводно поставување на 300 светилки, чиј век траеше кратко, но остави негативни последици, велат природонаучниците. Сите речните кои во Македонија представуваат стратешки објекти, стратешки подречја, за кои мора многу внимателно да се управува. Ова одлука на судот представува еден мал чекор кон подобра заштита и управување на целиот Охридски регион, бидејќи како што знаете, реката Дрим е многу загадена река која е под силен еколошки притисок, особено во тие градски партии, така да секоја форма на заштита на реката превнесува кон низино подобро управување. За подсетување пред 4 години, Мерко удри по природонаучниците, нарекувајќи ги скептици, и помпезно со огномет го пушти осветлувањето. При тоа поистоветувајќи го Дримот со вештачки базен за риби и водни растенија. Нема место за критики од страна на еколозите, бидејќи осветлувањето воопшто не спречува или уништува флора или фауна, наспроти можда е уште подобро, ќе изгледа како аквариум. За овај хир на Мерко и тогаш и сега жестоко реагираат од Струшкиот огранок на ВМРО ДПМН. Тие своевремено побараа антикорупцијската комисија и сите други надлежни институции да поведат постапка и да ги разгледаат сите околности на договорот меѓу општина Струга и фирмата Теџи БМ Електрик од село Мислодежда. Укажа дека истиот не предвидуваше никаква заштита или гаранции кон градот во смисла на квалитетот на вградената опрема. Тие се надеваат дека овој пат ќе го стигне правдата. Перцепцијата дека постои политика на неказнивост и спората динамика на судските процеси оставаат впечаток дека некој е над законот или е недопирлив. Се надеваме дека ист епилог ќе имаат и останатите представки кои со години чекаат разрешница. Јавноста будно ги следи и со негодување реагира на ослободителните пресуди и на ниските парични казни. Дека Мерко на своја рака го постави осветлувањето, потврдија и од Хидробиолошкиот институт. Кажа дека дони воопшто не се обратиле од општина Струга да побараат мислење дали ваквото осветлување е штетно за живиот свет во реката Дрим.